Господине Велески, не постои прилепчанец што би посакал денес да биде во ваша кожа. Жално е што вие како председател на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз денес се доведовте во ситуација да го браните аболицираниот криминалец плюс предавник Зоран Заев и неколку луѓе околу него. Господине Велески, дали сте свесен дека вие денес си дозволивте да застанете и да зборувате пред символот на геноцидот во нашиот град, како што кажаа Заев, Шекеринска, а еве, за жал, и локалната организација на СДСМ во Прилеп. Жално за секој македонец кој денес ве слуша. Вие денес покажавте дека се однесувате како да не живеете на овој свет, како да не живеете во Прилеп, како да не живеете во Македонија. Вашиот председател шета по Европа заедно со села кој вели дека македонски народ нема. Од Сараево испраќа порака дека во Македонија втор службен јазик е албански. Ни кажува дека ништо не е страшно партизаните да се обвинат за геноцид. Бујар Османи вчера повторно даде изјава дека предавникот Заев договорил преговори за промена на химната, знамето. Дека договорил двојазичност на цела територија на државата. Договорил македонските денари да бидат двојазични. На последните парламентарни избори граѓаните гласаа за програми, а не за платформи договорени во туѓи држави. Господине Велески, сега не станува збор ни за ВМРО ДПМН, ни за СДС. Сега е важна Македонија. Македонскиот народ, прилепчани, нема да дозволат Заев да ни ја продаде државата. Нема да дозволат уништување на македонскиот јазик. Оти господине Велески, јазикот на еден народ е неговото духовно богатство и наследство. Затоа, македонци, сите заедно, без разлика на партиска, етничка, религиска припадност, треба да застанеме рамо до рамо и да се избориме со предавниците на Македонија. Јазикот е нашата татковина. Македонскиот јазик е нашата Македонија.